Денес, на 62 годишнината од смртта на првиот претседател на Република Македонија, Методи Андонов Ченто, со посебна чест сме тука да се поклониме пред споменикот негов, пред ликот и делото на Методи Андонов Ченто. Навистина сум посебно горд, бидејќи како член на ВМРО ДПМН стоиме на патот кој го трасирал Методи Андонов Ченто, работиме на остварување на идеалот за кој тој живеел и се борел. Самостојна, суверена, независна, силна Република Македонија. Но морам да го изразам моето огромно незадоволство од лицемерието на политичарите од власта. Тука се со една рака положуваат цвеќе на споменикот на Ченто, а со друга рака потпишуваат распродавање на македонските национални интереси. Го сменија уставното име Република Македонија, воведоа двојазичност на целата територија на Република Македонија и тука во Прилеп, ја распродаваат најефтино македонската историја, се она за кое Ченто не се борел. Не само што распродаваат се што е македонско, туку во своите намери газат преку најголемите великани како Ченто и неговото семејство и фамилија. Како што Ченто настрадал од нивните предци, сега му ја кројат судбината и на неговиот правнук Јане Ченто, кој борејќи се за истиот идеал на својот прадедо, сега отслужува затворска казна одредена од оваа предавничка власт. На крај да запрашам, зошто се одбележува 62 годишнина од смртта на Методи Андонов Ченто без присуство на членови од неговата потесна или поширока фамилија. Оваа предавничка власт мора да падне и ќе падне, но последиците ги чувствуваме сите. Македонскиот народ е свесен за се што се случува и верувајте, на првите избори ќе ги смести овие предавници онаму каде што му е местото, на буништето на македонската историја, заедно со најголемите предавници во историјата на Република Македонија. Ви благодарам.